Почитувани, добре ни дојдовте во уште едно издание на емисијата Нов ден. Во него ќе ви представиме и ќе ве запознаеме одблиску со уште еден интересен спорт, но ќе ви представиме и уште една интересна личност од нашиот град. Што е она што ви подготвивме за денешната емисија, ќе имате можност да видите во минутите што следат. А одблиску денес ќе се обидеме да ве запознаеме со кошарката, односно со охридската кошарка и младите и талентирани охриѓанчиња кои што ете ги прават првите чекори во овој интересен спорт. Да погледнеме. Почитувани, навистина е дека спортот и љубовта кон спортот се раѓаат уште од најмали нозе. Кошарката секако представува еден од оние спортови кои што за малите деца се особено интересни. Тоа најмногу го покажуваат дечињата кои што токму во моментов тренираат зад мене. Тие се дел од кошаркарскиот клуб Старс, а нешто повеќе околу самата школа, околу тренинзите кои што ги имаат, меѓутоа и нешто повеќе околу самиот спорт кошарката ќе ни каже тренерот Гоце Тасески. Гоце, ајде најпрво да проговориме околу самата група која што во моментов тука тренира, тоа се малите дечиња, најмалата група. Колку дечиња имате во групата и во што се состои на тренинг? Так. Значи не затекнавте на тренинг од почетничката група, во која што тренира дечиња од 5, 6 и 7 години. Сите се тие почетници кои што првите чекори ги прават баш во оваа сала и на ваков начин. Тренираме најосновни работи за оваа возраст, предвидени оние ставови, кошаркарски движења во ставовите, водење топка во место во движење, додавање топка во место во движење, па постепено преоѓаме и на изведување на шут на кош. Шутевите ги изведуваме постепено, значи започнуваме на пониска висина, па се трудиме да стигнеме со децата да шутнат на високите кошеви. Тренираат дечината со мали топки, значи со обем петка, кои што се баш прилагодени за оваа почетна возраст. Добро, не можев да не забележам дека нивниот тренинг пред се започна со загревање на нивните мали мускули. Колку е тоа битно пред се во кошарката како спорт? Не само во кошарката, значи во сите спортови и за сите оние кои се занимаваат со спорт, една од најбитните компоненти е баш загревањето. Посветуваме посебно внимание на загревањето, да ги воведиме децата во оптимален режим на работа, а исто така да им створиме навика дека секогаш кога се спортува претходно мора да се загреат, да се истегнат за мускулите така спремни да може да пристапат кон тој тренажен процес или кон тој напор кој треба да го поднесат. Сите спортови се интересни, сите спортови се корисни и здрави за децата. Зошто кошарката е здрава за нив? Занимавање со спорт е суштинско за здравјето на децата. Дали ќе е кошарка или било кој спорт, децата малце појќе ги сакаат оние спортови во кои што е застапена топка, значи колективните спортови, а кошарката е еден од тие спортови. Има голем интерес во нашиот град и во нашата држава, пошто еден од потрофејните спортови е кошарката и ме радува интересот кај децата кои што со таков ентузијазам пристапуваат на тренинзите. Добро, гледаме на сосема солидна група тука од мали дечиња. Кажете ни сепак нешто повеќе околу кошаркарскиот клуб Старс, значи колку групи брои, кои возрасти се застапени? Значи постоиме 6-7 години веќе како клуб. Тренираме по 2 пати во неделата, плюс одигруваме и пријателски лига надпревари. Баш вчерашниот ден беше за одигрување на такви надпревари. Бевме гости во Кавадарци. Нашиот клуб има број околу 100 членови кои што тренираат во 4 групи. Од тие 4 групи една е женска група каде што има исклучиво само девојчина, а сите поминуваат баш од оваа почетничка група која што не затекнавте на тренинг и се започнува од тука, од најосновните работи. Кажавте самиот дека кошарката е еден од потрофејните спортови за Охрид. Имајќи увид во она што овие дечиња го тренираат тука редовно, може ли да кажеме дека Охрид представува расадник за таленти за кошарка? Таленти не само во кошарката има во сите спортови, баш во нашиот град. Проблемот со кој се соочуваме сите како тренери и како педагози кои што работиме со децата е што од кога децата ќе завршат на пример средно училиште. После тоа заминуваат на студии во Скопје,
или во други градови и градот ни останува исклучиво не со сениорски конкуренции. Така да не само во нашиот град кошарката е трофејна во цела Република Македонија и сконцентрирани се подобрите клубови во Скопскиот регион. Ние како Охрид се трудиме да парираме на тие клубови и понекога се случува да успешно да парираме. Такви случаи имало полно многу во минатото и ќе се потрудиме и ќе продолжиме и во иднина да бидеме достојни противници за сите екипи кои ќе ни гостуваат или ние кога ќе одиме во гости. Меѓутоа, освен физичкиот бенефит и она што кошарката го прави за физичкиот развој на децата, кошарката е добра и за менталниот развој на децата. Колку е битно, колку е важно за децата да го развијат тој надпреварувачки дух во овие години? Поаѓајќи од она поговорка во здраво тело, здрав дух, значи пред се мене како тренер ми е битно децата да се здрави личности, да не се искомплексирани личности, да знаат да поднесат и пораз и да знаат да се однесуваат и кога победуваат. Тоа ми е една движечка мисла или сила за да можам да ги тренирам овие дечина. Ферплејот е многу битна работа, значи ги тренираме да знаат како да се однесуваат, да ги познаваат правилата, да го респектираат и противникот, али најповеќе да се респектираат самите себе си како спортисти. Почитувани, еве не повторно назад во студиото на телевизија ТВМ. А денес, во нов ден, друштво ќе ни прави една интересна личност, која што, барем оние кои што се занимаваат со волонтерска работа и се активисти по невладините организации низ градов, сигурно добро ја познаваат. Мој денешен гостин е Царева Рувинова. Царе, најпрво добре ни дојде во студиото на ТВМ. Добре ве најдов. Благодарам на поканата. Секако. Невладина организација. Ти си дел од тимот кој што работи во невладината организација Опција, која што функционира во рамките на нашиот град. Тоа е секако една благородна пред се работа и активност. Ајде да започнеме со тоа, да ни кажеш што те натера на самиот почеток, бидејќи знам дека долго време си активист во невладината организација, што пред се те натера да станеш дел и активист од една ваква организација? Невладината организација Опција Охрид започна со својата работа уште од 2005 година и јас сум таму уште од самиот почеток. Влегов како медицинско лице. По професија сум дипломирана медицинска сестра која што 22 години работи во ЈЗО општа болница, моментално на инфективното оделение, така да не ми представуваше некој голем проблем да едноставно ја пренесам желбата за работа, хуманата работа и мотивацијата пред се ми беше нешто ново, нешто револуционерно, нешто што беше несекојдневно. Целната група со која што започнавме 2005 година, а и работиме и до ден денес, се зависници од дрога, лица кои што инјектираат дрога. Многу беше како предизвик едноставно ми беше. Во тие невладини организации, сега Сдружение на граѓани,
можеш да бидеш тоа што си. Можеш сите своји идеи, сите своји сета своја креативност, сета своја способност да ја ставиш, односно да ја докажеш и да ја прикажеш. Добро е што во таквите здруженија можеш да го кажеш, да го дадеш својот глас, да дадеш поддршка на маргинализираните групи, на лицата на кои што навистина им е потребна таква една помош. На почетокот бев медицинско лице, работев на третирање на рани од неправилно и долготрајна употреба на дроги кај лицата кои што инјектира дрога, на препраќање нивно до институции, придружба, советување, тестирање и така натаму. Да во 2009 година во нашата невладина организација се отвори програмата за поддршка на сексуални работници и нивни семејства. Исто така интересна целна група на која што навистина им беше потребна таа поддршка, како и на нивните семејства и лица кои што се ги среќаваме секој ден, жени на кои што им е потребна навистина помош, жени кои што всушност понатаму ни прерасна и во пријателки со кои што се слушаме секојдневно и стана нешто повеќе од работа или волонтерство, како да го наречам. Интересно е да се биде во такво едно здружение со толку многу млади луѓе, значи од 2005 кога бевме само неколку луѓе кои што, да речам, ја започнавме таа една благородна работа, како што ја нарековте. Сега броиме околу 13-14 луѓе кои што професионалци, млади лица кои што сигурно утре ќе не наследат и ќе ја продолжат нашата работа, тоа што ја започнавме. Го разбираат ли охриѓани концептот на хуманост, на волонтеризам, на несебично вложување на себе си, без онај мотивирачки финансиски елемент кој што обично луѓето го бараат кога се занимаваат со нешто. Го разбираат ли тој концепт охриѓани? Го прифаќаат? Секако финансиски добро е да се има една финансиска конструкција, како што имаме ние. Ние сме финансирани од глобален фонд за борба против туберкулоза, маларија и ХИВ-СИДА и нашиот проект всушност е проект за одржување на ниска ХИВ преваленца во Република Македонија, одржлив развој, на тие програми за намалување на штети од употреба на дроги и поддршка на сексуални работници. Тоа е поддржано, односно супервизирано од Министерството за здравство. На почеток можам да кажам дека почетоците ни беа тешки. Значи не бевме разбрани многу од околината, меѓутоа со текот на времето ја сензитивизиравме и околината. Односно, луѓето се повеќе прво ја прифатија таа целна група, понатаму го видоа всушност и бенефитот од нашата работа, бидејќи не само што ние едноставно ги мотивираме да се лечат тие лица, им помагаме, значи поддршката се состои во социјална поддршка, здравствена поддршка, психолошка поддршка, правен советник имаме дневен центар. Значи се нешто што им е потребно на една таква целна група која што навистина од општеството е маргинализирана. Ние па покрај нашата улога директно со нив да работиме, нашата улога е и да го сензитивизираме населението, со тек на време луѓето прифатија дека ние постоиме, дека тие постојат, дека треба да се прифатат, дека секому може да му се деси таква ситуација и дека тие се луѓе како и сите ние, тие ни се блиски, пријатели, роднини и дека навистина се вклопија, да речам, на некој начин и во самото општество. Не затоа што ние постоиме, меѓутоа сме ние таа конекција помеѓу тие институции и, да речам, целната група. Така, како е да се работи со овие карактеристични, специфични целни групи? Да, тие се, како што кажав, маргинализирани, меѓутоа многу нормално. Јас на почетокот воопшто немав никакви предрасуди, како прво не дискриминирав, ги сметав за луѓе и ги сметам се уште за луѓе кои што се еднакви на нас. Значи не е ништо поразлично.
само со добар муабет, со една, да речам, со еден убав однос, со еден добар пристап. Тие се луѓе кои што навистина, како им подадеш рака, ќе ти ја пружат и својата рака, ќе те прифатат. Но веднаш бевме прифатени од нивна страна, со тоа што во нашиот тим има и теренски работници од нивната целна група. Значи, со самото тоа и тие се во самиот тим. Значи, ние сме еден тим кој што заеднички работиме. Несебично се даваме во својата улога, во својата работа. Со оглед на фактот дека опција е невладина организација, обично невладините организации имаат проблем со оној финансиски дел кој што е минимум потребен за да може пред се да функционира самото здружение, меѓутоа и да се аплицира за проекти, да се спроведуваат истите проекти. Како стои опција со тоа? Споменавте дека имате дел од глобалниот фонд. Да. Глобалниот фонд за ХИВ, сида, туберкулоза и маларија планираше до крајот на 2015 да биде во Македонија и да не финансира. Меѓутоа, сега скоро добивме информација дека и 2016 ќе биде глобален фонд достапен за нас. Ова е сигурно еден припремен период да види дали ние всушност и како ќе можеме понатака да обстојуваме. До 2016, меѓутоа понатаму ние сме во тек, односно формиравме платформа за одржливост на ваквите проекти и програми на ниво на Македонија, во која што учествуваат 13 невладини организации, меѓу кои и опција Охрид, така да се прави еден стратешки план што понатака. Со нашето искуство на тие студиски посети, што сме биле, ето социјалниот работник беше во Љубљана, јас сум била во Италија, се, да речам, финансирани од страна на ХОПС од Скопје, тие студиски патувања. На тие студиски патувања многу се учи од другите држави. Тие искуства кога ќе се вратиме, ги пренесуваме во, да речам, во околината на состаноците и така натаму. И ете едно искуство од Љубљана. Таму Министерството за труд и социјала има такви центри отворено, значи, кои што се поддржани, значи, од тоа министерство. Во Италија имавме прилика да видиме, бев во студиска посета на Стела Поларе, тоа е една невладина организација која што работи со сексуални работници. Тие аплицираат во Министерство за родова еднаквост. Меѓутоа има доста поддршка од локалната самоуправа. Од локалната им беше дадена на една зграда во која што се одвиваа сите тие активности кои што ни се потребни, да речем, за да функционира една невладина организација. Се одеше на терен, многу интересни искуства пренесовме од таму, донесовме. И се надевам дека тоа ќе го пренесиме и после 2016 година, дека ќе продолжиме понатаму, бидејќи никој тие целни групи не сме да ги остави на цедило. Не можеме да им кажеме готово, сега заврши, финансиски не сме мокни. Мора тука да се вклучи и Министерството за здравство и Министерството за труд и социјала, исто така и општата болница, локалната самоуправа. Значи сите да го поделиме оној наш дел, бидејќи ние работаме на превенција, секундарна превенција, и тие луѓе мора да бидат понатаму згрижени. Добро, верувам дека процесот на добивање на тие проекти и изработката на самите проекти кои што ги вклучуваат целните групи со кои работите е долг, сложен и комплициран. Меѓутоа, како изгледа самиот процес на изработка на тие проекти и аплицирањето? Кога ви оди полесно, кога ви оди потешко? Можеби има некоја целна група за која што полесно се издвојуваат средства, за некоја можеби потешко? Вака, од 1 декември минатата година ние добивме волонтер од Мировен корпус, Сара Хурват е кај нас, кој што всушност и ги има тие вештини на аплицирање, подготвување на проекти и аплицирање на проекти. Така да дел од тимот работи со неа.
во делот на аплицирање на проекти. Значи, ние имаме една идеја, кога ќе имаш идеја, таа е многу лесно да се преточи понатаму во еден проект. Ево конкретно сега моментално покрај значи генералниот проект работаме на го нарековме степ бај степ еден проект финансиран од Мировен корпус. Всушност се работи за курсеви, едукација на сексуалните работници, каде што околу 10 до 12 девојки од целната група веќе започнаа со курсеви и еден ден тие, да речам, доколку се откажат, односно значи одлучат да не ја работат веќе сексуалната работа, можат слободно да бидат, да се најдат во некоја таква и слична професија. Работаме на описменување на девојките, значи ќе кажам во нашата работа во текот на сите овие години сретнавме многу судбини, многу девојки, многу интересни луѓе кои што ето животот ги натерал баш со тоа да се бават. Се зборувам за сексуалните работници и тие луѓе одлучиле да ја работат таа сексуална работа како да е нивна работа и ние тоа го почитуваме. Меѓутоа, и тоа го викаме така наречена секундарна превенција. Значи, меѓутоа, следен чекор ни е таа ресоциализација. Добро е да тие се преориентираат во животот, ето, ќе им се дадат дипломи, ќе им се дадат сакат да учат, сакат да напредуваат, сакат да бидат нешто друго и ние им даваме можности. Друга опција. Друга опција, точно так. Друга опција. Добро, кои активности, кои проекти ги спроведувате во моментот или нешто што имате во иднина што планирате да го реализирате, а ги вклучувате овие целни групи? Да, завчера имаше еден интересен состанок во Струга, каде што нашиот социјален работник всушност ја иницира идејата за шелтер центри. Значи, имаме такви и слични идеи кои што треба да се седне и да се разгледат, да се напишат на хартија и да се аплицираат. Имаме партнерство со многу организации, со многу и државни организации и Центарот за социјална работа и Општата болница и Црвениот крст, можам тука слободно да го споменам, каде што како партнерска организација треба да се замислиме што понатака му треба на нашиот град, да бидеме поддржани од нив и како партнери да влеземе во тој проект. Многу беше прифатена идејата за шелтер центри и тоа е идеја на социјалниот работник и наша следна, да речам, идеја која што треба добро да се разработи и да се остави да созрее на некој начин. Да, имаме и други слични партнерски проекти, например со Лара од Струга, со Хопс од Скопје, со невладината организација Хера, со Доверба, значи имаме групи за самопомош, тестирања разни, значи сите не вклучуваат во некој дел на теренска работа, партнерска организација, бидејќи ги имаме ние веќе да речам професионалците, целните групи и сега само треба да се работи на нивно, односно на подобрување на активностите кои што веќе ги имаме и на зошто да не и ресоциализација на лицата кои што инјектираат дрога. Значи на запад таквите организации, односно не на запад, него тука во Македонија имаме пример на Избор од Струмица, наша партнерска невладина организација која што исто работи со глобален фонд, меѓутоа има создадено чудо. Во Струмица имаат голема поддршка од страна на локалната, од страна на црквата, им беа дадени значи им беше дадена, им е дадена земја на обработување, баш една права комуна каде што лицата работат и на одвикување, на лечење,
меѓутоа и на ресоциализација. Тука се одгледуваат разни култури, сето тоа се продава, парите повторно се вложуваат тука. Тоа е како некој вид на социјално предпријатие. Баш такви социјални предпријатија треба да израснат, треба да созрее тоа во Македонија, бидејќи имавме во Скопје, бев на една таква обука каде што италијаните во Италија, тој доктор Анджело го паметам, каде што од психијатриските болни тој си направи, односно беше иницијатор за такви социјални предпријатија, каде што психијатриските болни ги ресоциализира. Значи тие едноставно станаа мајстори за паркет, па изведува, па беа барани. Многу интересна приказна една и многу еден интересен филм и пример кој што навистина може да се примени и тука во Македонија, меѓутоа за тоа требаат се повеќе и повеќе ентузијасти и луѓе кои што би работеле на нивна ресоциализација. А има можности. Така, како оди ресоциализацијата? Тука барем ете. Па добро, јас да речам, ја имаме таа секундарна превенција, значи превентивните активности за ресоциализацијата, тука е метадонскиот центар и психосоцијалната служба со која што навистина добро соработуваме. Имавме и еден проект заедно со Медиа Артес, каде што девојките беа вклучени во самата изработка на проектот, бижутерија, разни изработки, камчиња, кои што го оплеменија нашиот дневен центар. Тоа ќе се повтори, таа соработка, меѓутоа тоа се некои ситни работи кои што уствари нас ни го оплеменуваат, ни го подобруваат и активностите ни ги прават поубави. Едноставно девојките и нивните семејства се осеќаат како дома. Так. Освен тоа што работиш како активист во невладината опција, знам дека си вклучена и во работата на Црвениот крст, конкретно со она интересна Brain on Brain програма. Верувам дека дел од гледачите се запознаени што значи, меѓутоа за оние кои што не знаат, ајде да кажеме нешто повеќе околу самата програма. Да. Прво ќе напоменам дека Brain on Brain програмата на некој начин и еден вид мој чедо, како да го наречам. Пред едно 6-7 години, за прв пат кога мојата, да речем, блиска пријателка, другарка Клаудија Ехмер-Воргич, таа е всушност и мастер франшизер за Brain on Brain Македонија и за целиот Балкан. Таа едноставно ни даде идеја, односно не повика да испратиме во Дубај едно девојче волонтер кое што таму ќе ги посетува часовите, односно ќе биде едуцирано за Brain on Brain програмата. Јас сум исто така, значи волонтер во Црвен крст, член сум на извршен одбор и чест ми е да работам со тој тим на луѓе, бидејќи секоја една идеја, секоја една замисла што имаме, секогаш таму може да се реализира. Затоа ги повикувам сите млади луѓе, па ево млади и јас сум повозрасна, меѓутоа секој оној кој што има идеја слободно може да ја преточи во да ја реализира. И така и започна приказната кога нашата Марија Милошевска како волонтер на Црвениот крст во тогаш психолошкото советувалиште како психолог замина за Дубај, за едно девојче многу голем залак, меѓутоа таа го прифати предлогот за 2 недели замина Дубај да сега биде тренер на тренерите, НЛП тренер и тренер на сите тренери во Македонија, во Хрватска, на Косово и многу се гордееме со неа. А Brain програмата, всушност прво си ја донесовме со желба нашите деца да учат во таа програма. Бев воодушевена кога таа ми ја пласира, кога прочитав на интернет за што се работи. Секако дека тогаш кога со Сашо, да речам, седнавме и разговаравме дали ќе можеме, а секогаш можеме. Во Охрид, иако ќе речеме малце е тешко нешто да се пробие, да бидеш прв, ние па на Балканов бевме први. Значи ние веднаш после предлогот од Клаудија седнавме и направивме план како во Охрид прво да се отвори. Значи тие планираа во Скопје па да се расшири мрежата. Меѓутоа ние бевме спремни. Имаме и своји тренери на кои што сум многу горда. Јас ќе кажам, не сум како координатор, него сум како родител. Јас ја сваќам таа другата страна, се воодушевувам на тренерите. Не сум вклучена во наставата и не можам да бидам, не е секој роден за тренер. Со децата треба да работаш, треба да се има некоја посебна една способност.
ето, ќе ги споменам Валентина, Гордана и Билјана, кои што се изврсни тренери и на секојаш се трудиме да бидеме први во Македонија, сме освоиле доста награди, а за Brain on Brain програмата веќе кажуваат и првите резултати, првите оние дечиња кои што сега стигнаа до 10-то ниво, всушност и брилираат. Извини, значи се... Нема проблем. Тие многу лесно се вклопија во овој нов школски систем на Кембридж, образованието, Кембридж програмата која што се воведе и веќе оваа година со самиот старт имаме 25 дечиња. Значи родителите се повеќе и повеќе бараат програмата. Вкупно имаме околу 60 на дечиња во повеќе групи. Навистина децата се задоволни, родителите се задоволни, така што имаме и родители кои што двете деца ги се во самата Brain on Brain програмата. Така, што прават дечињата во оваа програма? Во оваа програма, која што трае 10 до 12 нивоа, дечињата ги добиваат способностите како што се фотографска меморија, визуализација, концентрација, едноставно стануваат лидери на својот живот. Едноставно, понатаму ќе им помогне таа програма во нивниот школски систем и воопшто во животот. Побрзо ги сваќаат работите, побрзо учат, побрзо и имаат повеќе време за игра. Тоа прво го кажувам. Значи немаме за цел ние дечињата да ги правиме вундеркинд или да ги форсираме во нешто. Едноставно ова е процес. Ова е баш цела академија за деца, многу добро смислена. Преку абакосот и англискиот јазик дечињата ги стекнуваат сите оние вештини и морам да кажам дека од толкава интерес и во второто полугодие ќе запишуваме дечиња кои што родителите или дечињата не стигнали да се запишат во првото полугодие. Така. Царе, за активностите на опција и за твојата вклученост во Црвениот крст можеме уште многу да зборуваме. Јас сакам да ти посакам и натаму успешна работа и уште многу реализирани проекти. Ти посакувам и да не заврши 2016 поддршката од глобалниот фонд и да едноставно да имате можност да ги реализирате сите проекти кои што ги имате зацртано. Сакам да ти се заблагодарам за твоето гостување денес, па се гледаме во некоја наредна прилика. Благодарам и на вас. Така. Почитувани, овде ќе направиме на кратка пауза за реклами, а потоа се враќаме во студио. Верувам дека го знаете старото добро клише кога рок-н-рол звезди престојуваат во некој хотел. Тоа е гласно и најчесто ги вознемирува останатите гости. Меѓутоа, еден хотел во Германија најде начин како да се справи со тоа. Првиот музички хотел во Европа се наоѓа во Берлин. До брегот на реката Шпрее е создадена мешавина на музика, мода, креативност и начин на живот каков што нема никаде во Европа. Нехау Берлин е оригинален и афирмиран хотел. Таму се врти околу музиката. Во овој хотел нудат две професионални музички студија. Веројатно е единствениот хотел кој ја задоволува современата музичка индустрија со студио во кое може да снимате и со повеќе простории за проби. Собите за гостите се опремени со најдобрите стереа и специјални душеци. Доколку побарате, послугата во Нахау ќе ви донесе гитари и клавиатури. Сето тоа е дел од услугата. Униформите на персоналот се дизајнирани од познати модни дизајнери. Во хотелот достапни се и може да ги купите некои од најновите музички гаджети. Свирките и забавите се случуваат на покривот на Нахау. Во барот во хотелот се служат уникатни коктели, а има и вечер на отворен микрофон, кога секој што сака може и да запее. Почитувани, изминаа нашите заеднички минути за денешното издание на Нов ден. Меѓутоа, со нови содржини се гледаме веќе наредниот вторник. До гледање.